Израелскиот амбасадор Дан Оријан донираше 3.500 евра за дневниот центар за лица со посебни потреби во Берово. Средства кои ќе бидат наменети за изградба на детско игралиште во дворот на дневниот центар. Вчера израелскиот амбасадор лично им ја врати донацијата на дневниот центар, кој заедно со Лајонс клубот Свети Пантелеймон од Скопје, невладина организација која соработува со израелската влада и која го иницираше проектот, го посетија Берово и дневниот центар. Денеска амбасадорот на дечињата од дневниот центар им донира средства за поставување на детско игралиште на отворено, односно во дворното место на самиот дневен центар. Тоа е наменето не само за дечињата од дневниот центар, туку и за другите дечиња и од младинци од нашата општина. Нашите соработници од Лајонс клуб веќе се наши долгогодишни соработници. Тие на дечињата им донира спортска опрема, поточно пинг-понг маса, каде нашите корисници спортуваат и се рекреираат. Исто така им организира и неколку посети во Скопје на атрактивни места. I'm very excited. It's my first visit to Berovo. За прв пат сум во Берово. Среќен сум што нашата земја соработува со една ваква голема организација која расте многу брзо во Македонија и заедно сме дел од еден хуманитарен проект во кој нашата земја финансиски му помогна на дневниот центар за лица со посебни потреби за изградба на детско игралиште. Инаку оваа организација и нашата земја потпомагаат на многу други начини и на секаде во Македонија. Јас ќе бидам најсреќен кога ќе ги видам децата како си играат во дневниот центар среќни. Ветувам дека ќе се вратам овде кога се ќе биде завршено и заедно со децата и јас ќе играм. Заедно со Лајонс клубот од Скопје, вчера во Берово беше израелската музичка група Кармелин, која пред штитениците од дневниот центар, нивните родители и голем број на беровчани изведоа неверојатни музички точки со кои што го представуваат својот израелски народ. Вечерта во бизнис инкубаторот пак во Берово, амбасадорот и членовите на Лајонс клубот имаа бизнис средба заедно со градоначалникот Драги Наџински, каде беше прикажан и документарен филм, а повторно со своји музички точки се представи музичката група Кармелин.